што значи дека со самата измена на стратегијата се дава можност да се признае дека и овој вид на транспорт е ист како и другите и сега очекуваме период во кој што треба сите потребни документи што се, процедури што се спроведуваат во Европската комисија да се завршат и конечно да се дефинира каков третман во рамките на обезбедување продолжен престој ќе биде за професионалните возачи. Април беше рокот од кога ќе се почне целосно електронско евидентирање. Меѓутоа сега исто со оваа спогодбата и донесената одлука се продолжи и се даде можност на сите држави членки на Шенген зоната тоа да го прави заклучно со септември 2026 година. Меѓутоа нас и тогаш и сега тоа правило не засега, бидејќи не засега начинот на кој што се спроведува врз база на дејност која се врши, која не представува престој, туку едноставно влегување и излегување од одредена територија за сите оние кои што вршат стопанска дејност, превоз во патниот сообраќај.